Во само 6 месеци, Агенцијата за медиуми отвора втора постапка за утврдување на собствеништвото на 1 ТВ. АВМУ очигледно будно го следи секој збор кажан од Бојан Јовановски, па на секој негов јавен настап поврзан со телевизијата, Агенцијата отвора нова постапка. Наводно скриено собствеништво на 1 ТВ повторно е на масата пред членовите на Агенцијата. Иако пред само неколку месеци, кога беше отворена иста ваква постапка, АВМУ не најде ништо. Лицето Бојан Јовановски во повеќе наврати на неговиот медиум, меѓутоа и во информации пренесени на други медиуми, јавно изјавува дека е собственик на телевизијата 1 ТВ, што е спротивно на податоците со кои што располага агенцијата и спротивно на член 34 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, каде што не е дозволено тајно содружништво, односно таен скриен собственик. 1 ТВ е во собственост на Миле Јовановски и Јасна Мандич. Тоа јасно го покажуваат документите кои се објавени токму на интернет страницата на АВМУ. Овој факт не е во никаква скриена форма. Дополнително, јавно истото го потврди и Бојан Јовановски во отворено студио 1. Доколку било која институција влезе во било каква постапка истражна да побара од каде се моите средства, како е направена телевизијата, ќе види една кристално чиста состојба. Во телевизијата собственик 25% е Миле Јовановски и јас не сум поради тоа што мојата трансакцијска сметка е блокирана. Блокирана е поради тоа што сум имал на времето некаков судски спор со XY особа и од таа причина јас сум блокиран на мојата трансакцијска сметка. Името на телевизијата, односно собственик на телевизијата Миле Јовановски заедно со Јасна Мандич. Се добива впечаток дека доколку 1 ТВ не би постоела, агенцијата не би имала со што друго да се занимава, а дека 1 ТВ ги почитува сите пропишани норми и закони говори и фактот што по добивањето на лиценцата за работа, иако во редовен работен однос треба да бидат минимум 30 лица, овој број во 1 ТВ е двојно поголем. Се наметнува прашањето зошто оваа постапка по втор пат се отвара против 1 ТВ, иако телевизијата веќе еднаш покаже и докажа кој е собственик. Како што два пати го испитува собствеништвото на 1 ТВ, телевизијата ја охрабрува агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги докрај да го испитаат собствеништвото и на останатите медиуми во Македонија и како истото низ годините наназад се менувало.